секоја епизода на Срце на дланка се среќаваме со различни човечки судбини, но некои приказни не следат подолго со сите своји падови и мали победи. Денес повторно сме кај семејството Георгиевски, Ѓоко и Христина кои ги запознавме во почетокот на годинава. Под Килија 20 години татко ми и мајка ми беа разведени. Од кој можам да кажам, нели поради тие имотно-правни односи го губи станот. Свекрва имаше многу долгови, брзи кредити, извршители. Дојде, закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. Најпрво, кога почнав да работам, возев такси, и после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Ние сме овдека под Килија, мајка ми ги подмирува трошоците за килијата и нешто што ја останува од платата нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет ни има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, а мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Нивната тажна приказна ни го скрши срцето и нам и на секој кој ги виде и слушна. Зошто Ѓоко е човек кој ја изгубил светлината во очите тогаш кога имал најголеми планови. А Христина, неговата сопруга, е млада, болна и оперирана, но секогаш со тивка надеж во гласот. Кога ги запознавме, живееја под кирија со 3 мали деца без сигурен покрив над главата, болни, невработени и со товарот на животот врз нивните рамења. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежок. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал ранево самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар. Таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом. И покрај тоа што оперирана, морав да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. На снимањето семејството ни кажа дека дедото на Ѓоко сака да им подари дел од плац во Идризово, па сите се надевавме дека конечно доаѓа подобро утре. На мајка ми, татко е, значи дедо ми, кој што ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата, во Идризово кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плац. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плац. Ама во меѓувреме морам да ги сместам децата да си имат барем своја куќа, да ми се помогне да се изгради, пошто место ни дава на сопругот дедо му, ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да се дозволиме. Хуманиот народ веднаш реагираше со финансиски донации, а компанијата All Project Construction без коментар понуди да изгради монтажна куќа, донација за семејството на коему е најпотребно.
Просторот беше расчистен, семејството веќе сонуваше за свој покрив. Да, ова е плацот што го дава дедото како донација, да, дедото на Ѓоко, за да се изгради куќа. Треба да се среди, да се документи, да се исчисти, каде што треба потполнување на земјата, заради тоа што во случај на дождови настанува како поплава. А дали се решени тие земени подписи на нотар дека сите роднини се согласни и дека нели се На е нотар чисто? дедото е моментално во болница и сопругот е во болница, ни дадоа документи од умреница од таткото на дедото и мајката и катастарски имотен лист ми дадоа и решение. Значи сите се согласни, нема некој да успорува, никој. Значи дозволено. Сите заедно одлучивме дека таа куќа, со оглед на тоа дека ќе се гради на веќе постоечки плац, треба да припадне на ова семејство. Но животот повторно им сврте грб на овие млади луѓе. Дедото набрзо почина, а тетка му на Ѓоко се предомисли и не му дозволуваше веќе да гради во Идризово со закана дека ќе му бара дел од куќата. Тогаш настана нов проблем и нова неизвестност на ова веќе безпомошно семејство. Јас отидов на плацот каде што ми беше доделен од страна на дедо ми. Ние го чистивме плацот, но после тоа се појави проблем од мои роднини кои беа против тоа да се изгради домот за моето семејство. Но приказната не застана тука. Љубовта на блиските, подадените раце и хуманоста донесоа нова надеж во селото Ржаничино. Таму, на нов купен плац, со помош од сестрата на Ѓоко, роднините и донација од фирмата Два брата за постаментот, започна да се гради новото поглавје. Одат постапките за плочата да се стави. Здравствието на Ѓоко е во ред. Голема благодарност до доктор Дума што посвети внимание на мојот сопруг за здравието негово и видот. Исто така имам голема благодарност до училиштето Дане Крапчев, до директорката и целиот нејзин вработен персонал, со што ми помогна парични средства за лекувањето на мојот сопруг и облека исто така. Плацот го најдов во рок од 3 дена, постапката си одеше во ред, немаше никаков проблем. Жената што го купувме плацот не ни направи никаков проблем, заради тоа што ја кажавме ситуацијата каква е. Сигурно и ве гледала, веќе да. и ве препознаваат, бидејќи бевте често на малите екрани преку Срце на дланка. Да. И жената ни го префрле со што одеше теки с платата. Немаше никаков проблем во таа процедура. Да, документите имам уверение, да, на име на мојата свекрва, заради тоа што ние сме социјален случај. Гледам дека таа ситуација ќе има среќен епилог, со што благодарам на iCrowd платформата, на хуманиот народ, гестот на народот кои ете донираат за секој семејство. Благодарност до Кристијан Дума кој се грижеше за моето здравје. Значи, овој е целиот 300 метри квадратни, со што напред имам тераса. Сакате да има и терасичка? Да. Да има. Пас. Со што од темелот натаму метри и пол останува тераса, на другиот дел е делот за домување куќата. Од левата страна имаме салон со кујна, во средината ни е влезот на куќата, имаме ходник, копатило и една спална соба и 2 детски соби кои доаѓаат од десната страна на постаментот. Да, конечно што сонот што го чекавме долго време ни се остварува после толку напори, напнатост, нервоза. Да. Кога сме кај куќата на Ѓоко, постаментот е 9 на 8, со тоа што Ѓоко и Христина планираат и мало дворче од некои
15 на квадрати. Значи тука тераса. ќе биде, да, 1,5 на 8 ќе биде на стрешница некоја пред влез. Друго ќе биде ќе имат според скицава. Да, значи ние ги правиме, значи готови ѕидови правиме кај нас и доаѓаме ние со готови ѕидови тука. Значи се поставува за 3-4 дена му поставуваме кров. После тоа се поставува електрика, водовод, тие работи внатре и ние тераме после со фасада од надвор. Во новата емисија на Срце на дланка ќе ја проследиме инспиративната приказна за еден топол дом што никнува од човечка добрина, заедништво и љубов. Проектот за изградба на нова куќа за Ѓоко Ѓоргиевски, човек со големо срце и тежок животен пат, конечно доби своја реална форма. Започна изградбата на монтажната куќа благодарение на тимската соработка помеѓу Срце на дланка и градежната компанија All Project Construction. Изградбата започна со подготовка на теренот и поставување на темелите, а веднаш потоа започна склопувањето на монтажните ѕидови дел по дел со голема прецизност и пожртвуваност. Стручните тимови работат посветено со една заедничка цел да му се овозможи на Ѓоко и неговото семејство достоинствен живот под сигурен покрив. Се наоѓаме во Ржаничино Петровец. Денес започнува акцијата за изградба на монтажната куќа на семејството Ѓоргиевски. Возбудени ние, возбудени семејството, а богами има историите кои што половина од таа куќа ја донираат. Денеска ќе видиме како се поставуваат и како оди процесот на изградба на една монтажна куќа. За неколку дена ќе го видиме и конечниот изглед на куќата на Ѓоко и Христина Ѓоргиевски. Джемал, собственикот на All Project и изведувачот на градбата, со задоволство ни соопштува дека сите градежни материјали се веќе доставени на терен и дека изградбата се одвива според однапред утврдениот план. Новата куќа, вели тој, ќе биде функционална и топла, со 3 спални соби, дневна соба со кујна и купатило, идеален простор за достоинствен живот. Додава и дека досега изминатите 12 години колку што постои фирмата, немале жалби за било што во внатрешната изведба, освен во мали финеси на фасадите во ретки случаи. Добар ден. Джемо, почна изградбата на куќата. Да, почнавме вчера. Добра идеја. Мислам дека ќе биде брзо. Пред малку беа и Христина и Ѓоко, тие беа малку возбудени. Да. Падна и солзи радосници. Па, фала Богу, сега очекуваат куќа. Така Да. Кога знаат дека до сонот ги дели само уште некој ден, навистина големи се емоциите. Да, емоциите се сега нормално, пошто кога се прави куќа, секој сонува такво нешто. Така, почнавте, гледам, еве се прават тие... Како се викаат овие... Преградните ѕидови, се прават собите и почнуваме здравиот утре со кров, да поставуваме кровот и... Полесно ќе биде веќе со кровот, барем нема да биде на отворено. Да. А и времето не држи баш убаво време, така да... Дури преубаво време, само што не знам колку е здраво на 40 степени, нели, да се биде толку часа на сонце. Сега се мачиме малце, но пак сме ветили и мора да завршиме работа. Да, што прават дечките тука? Сега ги прават преградните ѕидови. Аха. Да. Тоа е... се спојуваат со шаите. Спојуваат, да, ги спојуваат гредите, тука се отворот за врата, тука има врата, спална соба, таму спална соба.
Ова е новата машина која што Стефте кај Ѓока ја испробуваш. Молам? Ова е новата машина што Стефте кај Ѓока ја испробуваш за шајки. Да. Да биде да тргне работата. Да тргне работава, да. А што се овие? Ова е ОСБ табла. Ова се ОСБ табли, добра. Значи на тоа више се поставува гипс табла. А изолацијата каде? Изолацијата ќе биде од оваа страна. Изолацијата е од другата страна? Изолацијата е од внатрешна страна. Се става изолација 10 см вон, па после пак ОСБ табла. На тоа ОСБ табла па после гипс. Значи има 15 см и на преградни и на зидови изолација. Од надворешна страна се поставува стиропор. А таа е максималната изолација, дебелина? 10 см ни е гредава и 10 см се поставува изолација тервол. Да, после тервола се поставува исто ОСБ табла, после гипс доаѓа. После доаѓа гипс и после гипсот се кречи и тоа е После тоа. гипсот се кречи, се прави бело цело и не се приметува дека е дрвена куќа, И се само што става има мебела. убава изолација, да. Така? Не се приметува воопшто, баш ме интересира како ќе Нема дојде да на се крај. примети, не пошто нема да се гледа, освен на стрешницава надвор што ќе се гледа дека е дрвена, другово нема да се примети дека е дрвена конструкција. Пошто се поставува стиропор. Семи фасада. Има опцијата друга не присутства, освен дрвена? Да, освен стиропор може да се поставува дрвена фасада. Дали облица, Така, да. Но за настрешница зборам, дали освен дрвена може и друга? Па, освен дрвена, железна, но ние не работиме со железо, ние со дрво работиме, Вие сте така со дрвени дрвенарија, конструкции, да. Ти велиш, твоите материјали се високо квалитетни? Па да, материјаливе се од австрийски греди се сите овие, така да квалитетни се мачкани се ова црвена боја против бубачки и такви работи, да не ги фаќам. Што е испланирано за денес? Имате направена анализа по денови? Денеска се преградуваат сите прегради внатре, се делат собите и можно е денеска да се почне и кровот. Но ќе видиме со времето како ќе не биде. Ако е премногу топло, па не може да се качат месторите на кров. Да видиме. А како ќе се качат со посебни? Се прави цела конструкција горе исто, се поставуваат греди, па после се дига кровот. Значи се рамнува цела со греди, а после се дига кровот, се става ОСБ исто од озгора, изолација пак од озгора, значи од сите страни кров, преградни зидови, се грее со изолација. А кровот како ќе биде? Со лим. Со лим? Да. Тие материјалите се донесени тука? Гредите се сите донесени, но во тек на деновиве се носат сите материјали. Пошто да не ги оставиме тука, пошто ни фаќат и простор. И простор за движење? Па движење, да. Простор на движење мора да работат луѓето. Не може да... Со колку моментов работиш млади дечки гледам? Па 8-9, се зависи. Пошто првиот ден, вториот до петиот ден ми требаат малце поише луѓе за да се дигне конструкцијата. После тоа и да третворе има 23 за фасада, 23 за гипс. Така да. А која е големината на шајките? Гредата е 100-ка, 10 сантимска е гредата, 150 влегува шајката внатре, штрафот. За да може да се... За да биде, нели, како што Да, треба да се затврси стегнат. како што треба, да. Биде Да се затврстен. затврси како што треба, да. Сте имали ли во, 12 години работите со ова, искуство да нешто се помести или слично? Не, пошто ние ги Рекламација. ставаме рекламација, освен на фасада нема друга рекламација. Фасадата нормално, дали на дрво или на стиропор фасада, тоа се внесува и више не може да се направи некој проблем, но да се удри, да се направи такво нешто се случува, да. Како и во секоја куќа. Фала нормално, Богу, и во сега. зидана. Фала Богу. Така. Ова ќе биде тоалетот? Тоалетот е ова. Малечок. Па не е мало. Не е мал, така ми изгледа. Мислам дека е окей за се. Тука на пример ќе биде кујната. Ова ќе биде кујна. Веќе почнува како се затвора Да. да заличува на... Ова е една мала детска, една спална соба, ходникот овдека, Сега вака една трисобна куќа за три спални. и 60 квадратен Да, стан. 60 квадратен стан. И напред тука исто нормално ќе имат малце тремче за
Знаете, За кога, кафе. да, кога нема мебел и изгледа широко, Да. може да се наполни со ствари, со работи, со мебел, веќе... Па да, кога се просторот оформува се више цела конструкција, тогаш више доаѓа на израз и куќава. Така. Пошто вака не можете да, кога се затварат сите ѕидови со ОСБ, више доаѓа на израз цела куќа. Мене Значи- ова ми е интересен занат, со оглед на тоа дека ме потсетува на кога деца на си играат, кога се Да, прават куќички да, од да. куцки. И вашево е само што вие правите сериозни куќи за живење од дрво. Па добро сега, фала Богу. Да. Верувам дека уживате додека, иако нели мора да работите и на дожд, и на ладно, и на студено, и на топло. Да, сега, фала Богу, сега мора да се работи. Не ни значи нас дали е топ, само да не ни врне. Кога врне више не Кога можеме врне е ние да се работи. Сега на сонце нормално ќе 40 работиме. степени не се проблем колку дождот. Па фала Богу. Добро, Фала тогаш Господ е на наша страна, со оглед Да. на тоа дека оваа недела навистина ќе биде топла. Па мислам дека оваа недела и више ќе се гледа и кровот. Да има кров, здрави од другата недела се стават ПВЦ прозори, врати се, да се затвори куќава, а после идеме со фасада од надвор. Фасадата на крај. Па не на крај, тек другата недела почнува и фасадата се прави. А вратите и прозорците доаѓаат на крај пред фасадата? Да. Не, после фасадата. Се става стиропор, па после доаѓаат ПВЦ прозорите, па после се прави со абрип, со тие работи што треба. Времето за сега, вели тој, им оди во прилог, што значително ја олеснува работата. Секој ден е чекор поблиску до крајната цел. Джемо додава дека најголемата олеснителна точка ќе биде кога ќе се постави покривот, бидејќи тогаш ќе може да се работи послободно, без грижа од временските услови. Потоа ќе следуваат така наречените пофини работи, внатрешните завршници, поставување на прозорци и врати и конечно работа на фасадата, која ќе даде на куќата свој завршен изглед и топлина. Целта е за 10 дена куќата да биде целосно затворена и оспособена за вселување. Се одвива според планот, откриваат и работниците, и се е лесно кога се работи со љубов, професионалност и со силна желба ова семејство да го добие домот што го заслужува. Ова ќе биде делот од кујната. Здраво, дечки. Здраво. Здраво. Што мерите, што правите? Тука да отвориме прозор. Тука ќе има прозор во кујната? Да, во кујната ќе мериме сега коцка да направиме со дрво и ќе отвориме прозор. Така, вие сте под Ова младокот на All Project, на Джемо и Да. работите Да, веќе работиме. неколку години со него. Да. Откако ќе се отвори прозорот, ќе измерите, ова се сече. Да, ова се сече USB-таа плата, ќе ставиме тука греда, ќе се стегне, па после ќе се отвори прозорот. После ќе доаѓа прозор да монтират. Кога тоа, денес или? Па не знаеме во текот на денот, можда ќе дојде да измерат, не знам јас точно, само ги спремаме прво овие. Отворите. Да. Така е по проектот дека треба тука прозорец Да, има? да. Ем за влегува светлина и кога ќе се готви да излегува на избата, така? Да. Тоа е планот од архитектот веројатно. Да, така во план тука прозорот доаѓа. Сега го спремаме, го отвараме. Ќе ставиме греда горе и доле и ќе се отвори прозорот. Тоа е. Како потоа ви е планот после од кога ќе се отвори прозорецот, што? Што е следно? Па следно доаѓаат после да измерат колку е прозорот отворен и ќе го направат после прозорот. Така. Друга фирма тоа, не знам. Аха. Ние правиме само ова. Конструкција. Да. А вие што се друго знаете да работите тука? Од Па денес почнавте, што друго се прави? Па Ги поставувате овие гредите, Гредите? сите ѕидови и однатре сите исто, после кровот доаѓа. Полека ќе се заврши. Не е тешко. Па не е тешко, кога сакаш да работиш не е тешко. Ова се учи со пракса или? Па со пракса се учи. Така. Да. Верувам дека ќе ви биде и оваа куќа уште едно искуство и дека ќе биде добро како што треба. Да. Потоа ќе дојде и изолацијата, па гип, ОСБ или? Да, после USB ќе дојде од надвор стиропол фасада тоа што ќе а дојде однатре? од натре ќе дојде не знам како беше ова тервол ќе Терволот. дојде, да, терволот ќе дојде и
И USB, да, со гипс ќе се направи. Не знам баш точно што беше со USB или со гипс ќе дојде. Мислам дека Да. и гипс табли ќе треба, Да, со гипс табли ќе дојде. како што кажа Джема. Да. Добро, да не ви одземам време да завршите, топло е. Да. Работата, гледам сте се опремиле како за на плажа. Да, Бидејќи се уште нема кров, сигурно ви е топло. да, затоа. Така, добро. Со среќа нека е, па ќе се Фала. гледаме да новиве. Фала и на вас. Следните фази опфаќаат поставување на покривната конструкција, инсталации, прозорци и врати, како и финални внатрешни работи, а потоа ќе се заврши со фасадата, која ќе му даде топлина, убавина и трајност на ова ново семејно гнездо. На сите убави случувања и надежи ни се приклучи и една вест која уште повеќе не израдува. По вселувањето во новиот дом, Ѓоко веќе го чека и нова шанса за подобар живот. Во месец август, откако конечно ќе се пресели во својата куќа, ќе го очекуваат и две важни операции на очите во Државната болница за очни болести. Благодарение на заложбата на доктор Кристијан Дума, Ѓоко веќе има закажани термини за хируршки зафати кои ќе значат спас за неговиот вид и можност повторно да го гледа светот околу себе. Оваа куќа не е само покрив над главата, таа представува нов почеток, светлина и надеж за еден човек кој со години чекал на правдата и човечноста да му тропнат наврата. А сега, благодарение на сите вас, тие конечно пристигнаа. И како што постојано велиме, хуманоста не е обврска, туку избор на срцето. Таа не се мери со тоа колку имаш, туку колку си подготвен да дадеш, дури и кога имаш малку. Во светот што брза, добрината е таа што остава најдлабоки траги. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка на Алфа телевизија. И денес во студиското издание на емисијата ќе зборуваме за емпатијата и хуманоста, за тоа како обичен човек може да стане хуманист и да помогне на многу семејства од својот град и поширок. А истиот тој човек кој што за себе вели дека е обичен смртник, вели да не ја започнев оваа работа со хуманитарноста, немаше да знам што значи мали и големи луѓе во душата. А јас на тоа додавам, ако денес можеш да нахраниш макар еден човек, направи го тоа, само нека биде од душа. Тоа го прави Ачо Думовски од Велес, кој што е пензиониран полицаец и во моментов го има целото време на овој свет за блиските и за луѓето кои што се во неволја. Добре ни дојдовте во студиото на Срце на дланка. Ви благодарам на поканата, благодарам на прекрасната најава. Малку ме направивте горд. Точно е дека има многу време за сите, меѓутоа за жал за семејството ми е жртва. Се ми е понапред за семејството. Оваа работа е таква. Ако сакаш да помогнеш на некого, треба да го погодиш моментот, да му укажеш помош, да ги запоставиш своите обврски, своите домашни. Жртва некој мора да има. Така. Сепак сме констатирале дека во ова хумана работа треба да постои и да се родиш со тоа, но и да биде пренесено од нечија генерација, но и нешто да ве трогне. Која беше причината што вие станавте хуманитарец? Па вака сега. Пред се јас и работа во хуманитарна организација. Не мора да значи полиција само да се гледа еве ги луѓето што казнуваат. Сепак ние го правиме и најдоброто за народот. Кога тие имаат најголема мака, тие се обраќаат до нас. Меѓутоа малку кој тоа го цени и го гледа. За жал, спонтано, пред 30 на години, еден немил настан и се разболе дете. Кога немаше мобилни, кога моравме да просиме по фирми милостиња за лечење. Тука не беше возможно лечењето. Заминавме во Америка, каде што беа во прашање $120,000 за да се започне лечењето. Ги немавме тие пари, со тие што отидовме се започна лечењето. Директорот на таа болница за Македонија, за Скопје, слушнал по него прадеда кој што бил роден во Скопје, турчин. Го засека детево на своји 16 години, прекрасно зборуваше англиски, се зближи премногу,
звездата му беше таква. И рече, ако треба на трошок на болницата, детето ќе се лечи. За жал на крајот, после неколку месеци, само му пресече бире и каде, тука или во Македонија, уште 2 месеци, така и беше. Знам што значи да се бара помош, знам што значи да си немаќ. Полека, спонтано, крводарител сум од својата 18 година и тоа е еден дел хуманост, 83-4 пати имам дадена крв. Заминав пензија. Случајностите беа тој период, започнав куќа, пензијата ми каснеше 4-5 месеци и имав нерегулиран стаж од Белград, Југославија. Почнав да работам со секакви мајстори, кој ќе плати, кој компензира, кој ќе извиси, како и многу што го прават тоа. Се додека сосема случајно не се најдов во оваа групата Дај не фрлеј Велес. Ги има повеќе такви групи низ Македонија. Почнав и јас тука некаде, некој подрум, гаража, шупа, стан ќе зачистам. И сега има доста работи кои што се уште за употреба. Некаде ќе ми платат, некаде ќе речат фрлеј го, некаде компензација. И така спонтано, што вреди ако јас го фрлам, а некој може да го употреби? Што вреди ако јас ова парче метал го однесам во отпад за 20-50 денари, а на некој многу ќе му значи? И така постепено почнав да подарувам, постепено народот ја стекна довербата во мене, се почесто почнаа да побаруваат, меѓутоа и да ми нудат во нивно име, јас да одлучам што и на кого да подарам. Но имавте и случка, која што исто беше присуден момент, а тоа беше во една пекара во близина на едно училиште. Да, тоа ретко кој знае, сте дознале, значи и вие. Се работи за една пекара кај што е Блаже Коневски основно училиште и гимназијата. Веќе 2 година, само иницијативно, не давам кој знае колку скромна сума, доволно во текот на учебната година самите продавачки да одлучат едно пecivo денеска да дадат на било кој ученик. Не им вршам контрола, имам потполна доверба, што значи дека има многу гладни дечиња се срамат, тие си ги знаат нивните муштерии и зошто да не го наранат. Не е некоја голема сума, меѓутоа викам, дај Боже, нека има повеќе такви луѓе, личности кои што ќе одвојат од својот буџет, па денеска наместо една кутија цигари да купат, нека или едно кафе да испијат, нека ги остават тие 100 денари во пекарата. Сепак ќе бидат тие наменски наменети. Во Велес има и народна кујна, има, значи се грижат хуманитарците за гладните. Имаме доста семејства кои што можеби сте ги гледале од Срце на дланка, кои што се од Велес. Никогаш нема, барам јас да заборавам Мира, која што живееше во урнатини од некогашната низина куќа и која во моментов не знам дали е добро. Живее на улица Пеце Карев. Жалосно што судбината си поиграла со незе. Жалосно што таков ни е системот. Не можеш таа каде да ја сместиш. Пред, можеби 2 месеци, не ме држате за збор, скроз и се сруши куќата и тој покрив што го има над главата. На семејство? Да. Па цел месец шутот стоеше на улица. Се скруши скроз таа куќа стара од плитари, падна улицата со качето тесно, бевте, видовте, затрупано. Институцијеве не дојдоа ни да исчистат улица, нити пак за незе да се згрижат. Не знам зошто, меѓутоа жалосно, тоа е тоа. Тоа не е системот. Имавте и уште една акција, иако не сакате да се фалите и не знам како ќе успеам да извлечам некои информации, но што се случи со венчаницата, која што од Австралија беше стриктно на вас дадена да дадете на девојка која што ќе се мажи? Значи, како што кажа, многу луѓе ми понудуваа да подарат преку мене. Него не знам господинот во Австралија, слушнал за мене и ми се јавува возрастен човек, фактички неговиот татко. Тате, јави се кај чичко Ацо, да ја венчаницата, не е употребена, да ја подари на вистинското место. Жалосно што не е употребено од причина што во саботата била закажана свадбата, во четвртокот, така, неколку дена предходно, се е забрането поради короната. Жалосно што народот сме таков, јас ја објавив. Стотици ги чувам тука по раките, уште побарување имаше. Се беше во ред. Не сакам да избрзам, не сакам да судам.
Меѓутоа, кога ќе го видам профилот, не целосен профил, или кога ќе почнат да ме убедуваат дека стварно е за нив, за ќерка или било што, во ред, кажете ми сега, кога можете да дојдете во Велес, јас ќе дојдам до Скопје, ама да се види, да се проба. Не е само да се земе, дали димензионално ви одговара, и тука веќе се прекинуваат врските. Значи, Отиде ли кај вистинската невеста? се уште стои во договор со собственикот, се уште стои и не сакам само да избрзам да се подари било каде. Не може апел за некоја невеста од нашава емисија. Ми стои Може да ве побарам, и од ако се срце одговара. ќе ја подарам. Во меѓувреме и друга венчаница сега скоро ми понудија да ја давам. Пред некој ден добив прекрасна женска Гардероба свечена за гардероба. аматорски Ја услови, објави исто така по групите. А исто така соработувате и со нели Здруженијето Нула гладни и помагате и во тие акции кога се поголеми за поголема бројка на луѓе да не останат гладни. Па, тука сум среќен што сум дел од неговите пријатели, како личност сум горд што можам да кажам неколку на кои што им има посветено целосна доверба за хуманост. Би го спомнал пасторот Филип од Евангелската црква, би го спомнал господинот Трајче Боем си е познат, бидејќи и самата гостилница му се вика Боем. Борче Стаменов од Кавадарци, и од него многу нешто научив, теркот на работа, соработуваме, се гледаме, колку можеме си помагаме. Сега, јас не сум некој имушан, сето тоа кошта. Соработувам, може би на некој начин го опатувам, Трајче таму има гладни, или Филип, ваму треба пакета. До сега никогаш не ми направиле проблем, кои се тие, дај да провериме. Ја имаат мојата целосна доверба. Сега, не често, меѓутоа прилично често се случува да одвојам и јас 10 на 15-20 оброци месечно, да ги уплатам, благодарение на неговата акција, солидарност, што фактички условен оброк е наречена. Плаќаш еден оброк за себе, другиот го плаќаш за било кој. Така да, јас со оние средства во моментот кој што располагам, а ќе ви кажам и како доаѓам до нив, ги одвојувам и ги поделувам со гладните. Имено, бидејќи сум активен во таа група, дај не фрли, често пати ме викаат преку мене да подарат нешто, да завршам некоја работа и сега сето тоа мене ме кошта. Трошам гориво, губам време, што никој не го ставаме на тапет. Луѓе плаќам понекогаш да ми помогнат околу истовар, утовар и ред други работи. И во согласност со донаторот, јас одредени предмети продавам. Меѓутоа, не ги продавам за некоја баснословна сума. Продавам минимална сума, да си ги покрием јас трошоците, а со останатиот дел, ако може да се рече заработка, токму кај Патко Трајче што би рекол, батар, тале, кажи Јаце, чичко Јаце, денеска може 10, оди слободно. Сето тоа е трошок. Јас да ги земам, да ги однесам, да ги погодам правите личности. Луѓето ги боли кога ќе им дадеш 10 пати, 11-тиот пат ќе кренеш рачна и ќе речеш чекај, ова кошта треба да се плати. Ами не ли дај не фрли без пари. Абе тоа е без пари. Сум ти дал без пари еднаш, два пати, 5 пати. Каде сте кога ми треба помош да помогнете? Ги нема тогаш. Како велат, научи го човекот да фаќа риба, да лови риба, а не како да... Така. Така да се гордеам што ете можам, што доста луѓе ми ја посветиле довербата. Малку се, за жал не можам да ги открием кои се, меѓутоа има такви личности, еднаш месечно, еднаш на 2 месеци ќе даде одредена сума финансиска. Не е голема, за мене е преголема. Денеска ја 10 оброци да платам. На една господја баш ја викам, чекайте бе, со што ја достигнав таа доверба кај вас, не ве познам, а вие ме знаете, нема месечно или на 2 месеци, ќе даде одредена сума. А вика, јас го знам, брат ми со кого се дружи, не се дружи. После дознав кој е брат, моје пријателче, таа ја стекнала довербата. За мене е чест, пред неколку дена, ми вика една постара господја, Аце, чекај нешто. Ти се нели, да. Вади новчаникот 100 денари, чекај бика, зошто? Те знам кој си, те знам што правиш. 100 денари почисти се една кафе, ама чекај, нема потреба благо. Не, ние тутнува стотката бега.
жалосно еден случај што после ќе ви го кажам, на слика е сликана, носам оброк на една госпоѓа која буквално живее на улица. Буквално на улица. Се што има е пред една продавница, чаршави, маршави, јоргани и тука лете зиме. И носам оброк, истата вади 100 денари на да купиш и ти за некого. Чекај бе се, ја дојдов тука, ја да ти дадам тебе, не знам како е тешко. Не можам да ја разуведам да ги оставам пари. Тоа е големината во некои луѓе. Тоа е големината. Верувам дека ќе продолжите со вашата хумана работа, имате уште многу да дадете и многу генерации кои што доаѓаат да учат од вас онака како треба да се помага на луѓето и како е да се биде хуман. Сега вака. Не се откажувам. Нешто што не сакам исто така да го кажам, да си го откријам своето второ лице. Именно веќе 10 години пред новогодишно сум најсреќниот човек во градот, највеселиот човек, највеселиот Дедо Мраз. Строго професионално го работам тоа. Одам посети по домовите, по фирми и ред други работи. Нормално тоа си го правам комерцијално. Имам разработено тактика, по град одам, сретнувам дечиња, секој дете со бомбонче, секој дете со плишана играчка, сепак тоа се играчки кои што ми ги даваат моите сограѓани, употребуване, ама дете како дете си се радува. Дедо Мраз ми даде. Нормално заработувам. Дел од тие пари, јас, веќе 3-та година, после Нова година, за Нова година плаќам една сметка за струја на одредено семејство. Не е многу, не е кој неколку, ама сум усреќил некого пак. За било кое семејство кое што ќе се пријави во Срце на дланка, ќе ви имаме во предвид, бидејќи знаеме на кого да веруваме и продолжете понатаму уште долги години да ве служи здравието и да бидете пример за сите оние кои што доаѓаат после вас, како е да се биде добар човек. Ви благодарам што одвоивте време, што дојдовте од Велес и што бевте дел од емисијата Срце на дланка. Благодарам и на вас. Уште еднаш на поканата ви посакувам сета среќа и многу успех во понатамошната работа, бидејќи и ние преку вас дознаваме каде што треба да се помогне и можеби првиот сум што веднаш откако ќе се емитува, ама сепак не откажам колку можам. Но сте и понатаму ќе продолжам. Една алка од хуманиот свет во наше општество. Благодарам. Драги мои, гледам и самите вие забележувате дека добрината не се раѓа од големината, туку големината од добрината. Еден обичен човек, а толку мал, а сепак толку голем, ни удржа лекција за хуманост. Бидете и вие хумани, добри, емпатични, сакајте се меѓу себе, затоа што нашето малко некому може да значи се.